Ай, Марина, това ти да... Ай, ти си много добре. Ти го правиш доста. Спеца ги правиш. Ти ги правиш? Не, много е. Така не го правиш. Ако не е. Ти правиш? Ja boja, ti sam nam jazano. Знаете? Ти знаеш ли си на лаза? Па не јадам месо, јас сум веган. Ама има млеко во нив. Еве ќе земам ова. А да знаеш како не мога да се нужно да гледам тука. Да се не работа. И се не. Ајде му се јас дала. Лека ноќ! Вие гледате последната епизода на вчерашни новости оваа година. Ние сме Јелена и Александар, а одовде ве носиме чекор за ците. Така и Јеци. Заедно ќе испратиме 2017-та откако последни ќе дознаете што се случи неделава која измина и секако малце ќе ве расположиме со новогодишни содржини. Подгответе се за новости, совети, пеење и мрдање на телото по ритам и такт наречено играње. Останете со нас, еве што следува. Неверојатно, екипата на вчерашни разговараше со Дедо Мраз. Вчерашни на терен, како се прославува Нова година во една скопска кафеана. Откриваме кој е победникот во болнички Survivor. Ексклузивно, промоција на новиот музички спот на вчерашни новости. Помина година. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Ти треба заем? Секоја нова Forza апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш на forza.mk. Доаѓа 21-то издание на Златна бубамара на популарноста. За подобар живот. Made in Macedonија. Крај на годината и сите организации прават анализи на она што е постигнато. Така и во владата на Република Македонија, која иако имаше само 6 месеци за да се покаже, сепак е презадоволна од сработеното во 2017 година. Во продолжение го гледаме отчетот презентиран од пиарот на нашата влада. Океј, значи ова мора јако го искомуницираме со јавност, пошто целаа ствар е кул, тотали кул. Значи ја дека месец дена работам пиар, ме конташ, и кога видов колку е сработено, мислам, респект за дечките. Значи еден simple checklist на лева страна и све ќе биде јасно. Океј? Вала, така.
Така, вау! Значи, не ми се верува, човече, ме конташ. Значи, видеа левава страна, доминира. New Technology, hologram. Ама не ме конташ, нема везе. Значи, сработен. Шунка завршено, мајонез завршено, компир завршено, грашак завршено. Па и што сме сработили у периодов пред нова година, ме конташ, Сарми Завиткани, министра за здравство, 165 фит у еден ден, нов рекорд, руска салата, француска салата, веџи салата, акциза поскапен уште од претходно, минимална плата, кифлици набаени, пијачки набаени, екстерни, ова со Бојко договор завршено и плюс тргва да си наје мајка. Ова не сме у јавност да го кажуваме кон наша, али сработено е у наше време. Имаме само пар ствари што останаа за до година, а пазете што ја имаме цел 2018, имаме реформи у судство, реформи во здравство, реформи во образование, 500 евра просечна плата, патна инфраструктура, гасификација и вуала. Не е маст, али би можело добро да биде, ако може, влесунато. И тоа е. Тоа е тоа, дечки. СНГ и се гледаме. Чао, stay cool. Се гледаме. Чао, СНГ. Чао. Председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов, го одржа традиционалното годишно обраќање пред собранието. Многумина политички аналитичари го карактеризираа говорот како лош и без допир со актуелните состојби во нашето општество. Но не се сите така разочарани од говорот на Ѓорѓе. Сојузот на педиатри на Република Македонија прати препорака до сите градинки и институции за згрижување деца во предшколска возраст да го користат говорот на председателот за успивање на дечињата. Тие забележале дека дури 67% од децата заспиват во првите 5 минути, а до 11-та минута веќе сите деца истражувачи биле заспани, па не се знае какви ефекти врз мозокот и телото има говоро после 11-та минута. Денеска денот е создаден за забава, опуштање и збогување со старата година и дочекување на новата, полна со надежи за подобар живот, здравје и нова песна од Дарио. Но не сите мислат така. Имено на плоштадот Кенан Таировски, денеска една група луѓе го изразија своето право на протест. Повеќе од прилогот на колегата Паша Зотов. Тука се само прогласените дизелаши, нели, кои што вечерва решија да ја поминат протестирајќи. Не се во склоп на најблиските на фамилијата, туку тие ќе протестираат на плоштадот. Зошто сте овде? Па видите, понекогаш е потребно човек да застане позади тоа во кое што многу верува. Така да, ние се собравме сосема спонтано овде, за да бараме да се одложи доаѓањето на 2018 година за најмалце 6 месеци. Сакате да одложите новата година? Да, сакаме да одложиме. Видете, вие сте новина. Вие треба да знаете и зашто е тоа така. Сега ќе рипне дизелот за 3 денари. И знаете, јас возам на дизел од 89-та година, што значи 14 литри ми троши на 100 километри. И 2-3 пати идење до Грачево, натаму, и резервоарот ми е више празен. Што мислите, јас не сакам да возам со електричен автомобил, ама не знам како. И немам ни пари. Како јас да земам електричен автомобил? Значи, ова јас прв пат го слушам во мојата новинарска кариера. Значи, чекајте малце, како што разбрав, не ми се верува. Како што разбрав, значи вие барате 6 месеци да се одложи за да може да се спремите за поскапувањата. Така разбрав јас. Не, ние бараме 6 месеци, а после тие 6 месеци ќе побараме уште 6 месеци и ќе видиме што понатаму. Не ми се верува. Значи, добро, во ред, ви благодарам. Значи, зашто ме праќате на вакви глупости? Зашто? Значи, фали уште тука фейк ролетната на жога и да паѓа се. Не ме за бидам на дочек. Не ме за тебе, мо. И Дедо Мраз и Снешко Белич и се опи***ва. Во толку видо гуше сум јас. И да живот се исто. А сега се селиме во Универзитетската клиника за токсикологија, каде што доктор Мирса Делибашик ќе ни даде неколку корисни совети за празниците и како да не завршиме како нивни пациенти, затоа што и докторите се луѓе кои сакаат да имаат мирна новогодишна ноќ. Празниците се време кога многумина од нас ќе се препуштат кон хедонистичко уживање во храната и пијалоците. Нормално живи луѓе сме, па може и да претераме, еве неколку корисни совети како да не претерате. Во ова време на македонската трпеза нормално најчеста храна е кавијарот. Кавијарот одбегнувајте да го конзумирате со метална лажичка затоа што ќе дојде до оксидација. Нормално, повеќето од нас ќе уживаат во една чаша
добро познат Хенеси или Моет. Доколку некои конзумираат повеќе, би препорачал да на секоја чашка испиена Хенеси да се напијат една чашка Евиан вода, нормално сите имате во фрижидерот, како што на тој начин организмот ќе хидрира нормално и нема да дојде до непотребна дехидрација на организмот. Ви благодарам. Пријатни празници. Премиерот Зоран Заев од говорницата на Собранието изјави дека се надевал на изборен пораз на екс-министерот за здравство Арбен Таравари на локалните избори. Инаку за оние што не ги интересира политика, на локалните избори во Гостивар победи баш Арбен Таравари. Се надевам дека и нема да победи за да останеш министер. Како што додаде Заев, оваа победа на Таравари била пресудна тој да падне на неколку ливчиња, каде што поразот на Таравари го имал пишано како фикс. На крајот на говорот тој изјави дека научил многу важна лекција. Никогаш не се клади на Алијанса за албанците. Како заврши финалето на болничкиот Survivor? Имаме ли победник? Ки си одили некој дома со солзи радосници? Да видиме кому оваа нова година ќе му биде среќна, а кој ќе треба да остане во лавиринтите на јавното здравство. За кого новата година е мајка, а за кого макеа? Се селиме во болницата на големиот доктор. Програми што не се препорачуваат на болни лица што имаат можност да се лекуваат во приватно здравство. Болнички Survivor. А сега како што доликува да е богато за нова година, имаме еден гурмански предизвик за нашите надпреварувачи. Именно тие треба да погодат каков вкусен оброк се дава денес во здравствените институции во земјава. Кој од надпреварувачите вечерва ќе се врати во својата соба побогат за едно безвредно искуство? Затоа што некој добил ваучерот од 10.000 евра. Ајде да видиме кој ќе погоди. Ја ќе погодам. Значи денес е недела и нова година и сигурно има добре, али има сигурно 75 грама од таа пилешката посебна, 3 парчиња леп што е денешен и едно јајце. Нова година иде, треба да се штеди 45 грама пилешка посебна, едно парче вчерашен леп, јајце нема, пошто не е Великден. И ајде да видиме кој погоди. Тарам! Александар, честитам! Ти си победник, честитам на наградата! Јас сум болен и сум многу благодарен за оваа награда, бидејќи ми беше повеќе од потребно. И конечно го имаме победникот на болнички Survivor. Треба да го доделиме овој ваучер од 10.000 евра. Па честитам, честитам. Ајде една фотографија, сестро, пукај! А утешната награда е нормално по едно виски со надпреварувача, кој што нема да добие ништо. Ете така. Па, на здравие, а мислам дека е време и да заиграме едно болничко оро. Големиот доктор, тука ја завршува трансмисијата на оваа шоу. Сега сите камери се вперени во новиот министер за здравство. Нов министер, нови правила. Сите очекуваме тој да ги подобри условите во јавното здравство. Наскоро, министерски Survivor. Доколку се прејадете за време на празниците, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Среќна нова година и среќни празници. Среќна вест! Македонија има најниска просечна плата во регионот според последните мерења. Сепак дали е се така црно? Во најголема мера е поцрно од што мислите, но економските експерти сметаат поинаку. Експертите негираат дека просечната плата е мала. Велат проблемот е што Македонија е сместена во богат регион со економските гиганти како што се Косово, Босна и Херцеговина, Албанија и Бугарија. Имено ако Македонија беше сместена некаде во центарот, па дури и на југот на Африка, ќе котираше многу подобро во регионалните пресметки. Како и многу пати досега, географијата за Македонија е курва. А сега да ја фатиме Маја пред да замине на новогодишната прослава. Да видиме дали остана нешто недокажано од некна. Се селиме во другото студио.
Не јеца во истото студио сум. Нема денеска на денешен ден во историјата, ќе свртам малку назад во годинава што ќе нема за некој сат, да видиме кај сме и шо сме. Уште сме на исто место во Македонија, уште сме со едно име за домашна, со друго за странска употреба. Вардар освои Лига на шампиони во ракомет, а ФК Пелистер од Битола го освои Купот на Македонија во фудбал. Голема вест беше официјалната посета на австралиската премиерка во Македонија. До душа поголема вест беше дека Тошо Малерот е дојден од Австралија, што и реално беше. Арна беше годинава одвај, чекам да заврши. Еве ја за некој сат и ја чекаме новата парна, со надеж дека повеќе луѓе ќе се приклучат на парно грејење, за да не испоцркаме од немање воздух, што во Сандалијава, што во останатите градови на оваа епска и библиска земја во која што не можеш Старбакс да отвориш, оти немат луѓе. Само прстот начело треба сите да се уклајме и да се разбудиме во новата година поразбрани, да се интересираме за вистински вести и информации, а не за рекла казала, да мислиме повеќе со своја глава и да не бараме сите проблеми да не ги решава еден човек. Јас ако успеам да не си ги извам очеве со маскарава на прослава, а ако не се гледаме на ургентен. Среќна нова година! Во толку видо гуша сум јас, и да живот се е исто. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Последната временска прогноза во 2017 за сите кои не знаат дали вечерва да облечат капут, чадор или пижами. Следува ведермен. Време на руска салата, кој со кифла барата, може да направи лом, зависи колку го служи парата. Време на обраќањето на Хорхе кон државата, честитки за народа, што ја гледа представата, цела фела која била дел од влада се на крајот би се откажале у 90 ко села, сега па за сега, полека со руската и пивото. Среќна нова година, ќе биде болje животот, лабаво. Среќна нова година. Добро. Тажна вест. Владата изгуби едно делче од мозаикот. Од владата излезе Алијансата на албанците на Зијадин села. Веројатно тоа е последица дека конечно се откажале од прифаќањето на понудата потпредседател на влада за реформи. Како што велат извори блиски на Алијансата на албанците, партијата овој чекор би го направила и порано, но одлагањето на излегвањето се должи на тоа што тие првпат се во влада и веќе неколку месеци не можеле да го најдат излезот од зградата. Како и да е, владата без села нема да биде иста, но она што сега особено загрижува е кој ќе седне на вице-премиерската фотелја за реформи и дали воопшто ќе има реформи ако Македонија остане без вице-премиер за реформи. Кој работи, тој има, а Бога ми е и уморен. На уморот, а и на имањето не се имуни ни пратениците во Собранието на Република Македонија. Еден од тие кои многу имаат, а изгледа се и многу уморни, е и Амди Бајрам. Ве молиме дома потивко зборувајте да ни го разбудите.
Се очекува и гласачите од општина Шутка да се разбудат од долгогодишниот зимски политички сон. Кога и да е. Останете со вчерашни. Во земјата за 7 препораки од Европската Унија, за почеток на преговорите за членство и 7 позитивни извештаи за напредокот на истата. Во земјата со едно име и една привремена референца живеа луѓе кои беа среќни. Во изобилие и радост тие ги поминуваа деновите, се додека не дојде еден странец да им го расипе расположението. И тоа баш пред празниците. Ке се фрлам, ке се фрлам! И Дедо Мраз и Снешко Беличи се опи. Значи јас ке средам све, значи полицијата потргнете натаму, све е во ред. Все е во ред. Идам, Бе молам брат, луѓе, се е во ред, стари. И- Стари, значи нема смисла. Луѓе се собираат, деца те гледаат. Што бе? Зошто? Зошто го правиш ова? Шо сакаш да Што бе, стари, на бе, ден- Ланче, Абе што нова стари? година е денес, дали си нормален? Абе ти се правиш дека не се знаеме са стари ме викаш тука. Кој ти донесе поклон без на 5 години тоа роботчето? Кој ти го донесе? Ја, Дедо Мраз, кој? Будала. Ме боли к***то си донел. Друго сакам да ти кажам. Значи, која е поентата на децата, значи последниве години да им носиш само лајкови, на овие од влада да им носиш развито. Ја не разбирам. Порано Дедо Мраз носеше пакетчиња. Немам по Сега? паметна работа, бе, брат. Немам по паметна работа. Значи, нема никој не посакува ништо више, бе, разбираш? Нема Аман, бе, желби Дедо- народот више. Бе. Ја Порано се знаеше мало дета камионче ке повара кукличка нешто. Некој постариот тендерче А, повишица плата. Сега ништо. Зошто е тоа така, Дедо Мраз? Дојде живот, бе, брат. 500 евра е плата. Дојде живот. Кој ќе ти бара, значи со 500 евра што сакаш можеш да си земеш. Што ќе ти е камионче, што ќе ти е тендер, И са мислат Дедо Мраз еве го де стариот ќе дојде ќе донесе, не знаат дека ја имам кири и плаќам за тоа еленито Точно, лапон. да, Ја да, треба да да. плаќам, ја треба враќам кредити, така да. Разбирам, Кој фрли ги брат, фрли се, идам те брат. поддржам. Не, чекај, пред да се фрлиш. Едно само прашање. Дали можеш да ми исполниш една желба? Ти ме дупиш мене се, еве ти овој нека ти исполни мужичка желба. Ово е нови народ кај нас во телевизија остава ненормален. Од овде само ке се скршиш, гледаш ниско е, не можеш ништо да направиш, таму има еден друг мост од там. Да не збориме сега пред телевизија, ќе ти кажам. Ај оставе сега, нема сега, молим те, Добро, брат, ајде, молим да, те. фрли се и така Дедо Мраз не постои, така да нема... Не постои? Па не постои. Да бе, Дедо Мраз не постои бе, стварно бе. Што ми е проблемот мене бе, што преглумувам со вас скечеви бе? Дали сум нормален бе? Чека видам си сти по Станиславски. Сари шта Станиславски? Станислав? Глупости. Што е тоа? Поздрав брат. Што е тоа Сафулавски? Аме не ли ке се фрлаш? Каква фрлај? По одржување на историскиот Валандовски конгрес на ВМРО ДПМНЕ, јавноста очекува да види како партијата сега ќе се однесува во собранието и надвор од него. Дали на вистина ќе се случат промени и ќе го видиме новото лице на ВМРО ДПМНЕ. Нашата Елис Алфета разговараше со висок представник на партијата. Добар ден, господине. Добар ден. Добар. Кои се плановите на ВМРО ДПМНЕ за во иднини, дали тоа ќе биде конструктивна опозиција во собранието? Така, па видите вака се, значи, доколку ме прашувате мене лично, тогаш ја би знал што да направам во овој момент, меѓутоа јас не сум тој човек. И токму поради тоа ова прашање и било какви други прашања, јас би ве посоветувал да му ги патите на новиот видео на односно господинот Мицковски на партијата. А заради тоа чукнавме на вратата каде што пишува председател на ВМРО ДПМНЕ. Тоа, па да, видите, тоа колегите заборавија да благовремено да го коригираат, па биде само за еден момент, бидете така, бидете. Момент. Бидете, сега, така. Подо само колку. Добро, каде да го најдеме председателот на ВМРО ДПМНЕ Мицковски? Момент, извинете. Момент, само бидете така. Бидете. Студија? Или Салфета, дали може би конечно ќе дојде Мицковски?
господинот Мицковски. Да, така е. Видите, во овие моменти вршиме координација со цел да ги донесеме парите одлуки кои ќе бидат во согласност со новиот дух, новите политики на веќе реформираното ВМО. Благодарам. Не сваќам. Се надевам дека господинот Мицковски ќе си го најде местото како председател на ВМРО ДПМНЕ, да ве подсетам. Заев го замени Бранко, Никола Љупчо, Жерновски Манасиевски, па се надевам дека почесниот председател ќе му отстапи место на новиот председател на ВМРО ДПМНЕ Мицковски. Студио. Ти благодарам, Јели Салфета. Веруваме дека со тек на време почесниот председател ќе му го ослободува кабинетот на новиот председател. А вие останете со вчерашни. Сега се селиме во една скопска кафеана да погледнеме каква е атмосферата во исчекување на новата година. Господин, ако сакаш... Навидум, флуидна ноќ. Приврзаниците на различни партии се тука. Но дали го играат истото оро? Просудете и сами. Дай ми друга песна. Дечко, ајде да пиво за мене и за вицето една ракија. Сега, зошто се овие политички провокации повторно? Па ајде нека ја пуштат целата снимка, како што рече господинот Заев, па да видиме дали навистина било така. А што да ме го сечено лепено монтирано, нали? Па сега дали сечено лепено, али ова искача како некој трајлер што го пуштате тука за некој филм и врз основа на тоа му судите. Да, бе, ние продукција сме и филм, значи не сме продукција за да пуштаме филме, човече, него животов ќе дојде овде на маса или да брчиме. Што ако дојде животот, бре? Кога немаш пасош, немате пасош да излезете надвор од Република Македонија. Нема ни плата од 500 евра за да ја напуштиме Република Македонија. Дај бре, сепак нова година е бре, немој со овие политички провокации. Па дајде малку алкохол, музика, еве, жени тука, весели се. Нема да се алкохол жени, да мама е осетлива жена, не можеш така тие работи алкохол жени, најлесно ти е така. Ама тоа и ти велам, кај мама ќе се видиме ние задутре на ручек. Па сепак сме браќа бре, ова ни е фамилиарна фирма. Дај да те гушна мајде, ајде, свекна нова година. Немој да ми се кажеш на политичка основа. Тама работата. И размисли да поминеш ти кај нас во партија, зашто кај нас е живот, ние сме кола. Ако не пуштите, ако не пикате, може. И тоа впрочем вази за сите гледачи. Па дај бре баталете малку политика, бре, нова година е, веселете се малку, удрете бригу на веселја, и што се вика. Студио. Заводот за бихевиорална психоанализа при одсекот за општествени науки на Универзитетот во Кучевишка Бара излезе со едно ексклузивно истражување. Наиме, тие откриле кои новогодишни подароци ги добивате кога ќе остарите и дека возраста може да се дознае според годините на човекот, а не како досега со сечење на нога и броење на прстените. Тимот предводен од професор доктор Ремзи Каранга вели дека овие подароци поделката укажуваат на тоа дека сте во подминато доба, народски речено стари, джемпери. Веќе си во годините кога најважно е да се чувствуваш топло, а и онака единствен начин да изгледаш добро ти е да имаш машина за патување низ времето и да се вратиш во 1994. Декорации за дворот се спремаат да ја наследат куќата. Слика од правнуците. Ако го читаш ова и за нова година, добие слика од правнуците. Браво! И продолжи со добрата работа. Празниците се создадени за добра руска и кифлички, пропратено со спонтано начекан добар филм на телевизија. А вие ја имате таа среќа да уживате во квалитетната новогодишна филмска селекција на вчерашни. Да го погледнеме филмот. Здраво, дечки, ме викна овие вчерашни, пошто немаат пари да пуштат филм, да ви раскажам мен филм на брзина. Филмов иначе спаѓа у жанр авантура со трагикомедија измешана така со малце хорор. Што е целиот филм? Зимам дечко на коцка, добија карти, се качува на брод, иде на бродот, се упознаа со мачето, ручаат ва. Следна сцена ја качува на брод, ја шири горе, таму све е кул, се лапа долу туѓа кола, удира бродов у санта, се дешаа почиња да тоне, умираат луѓе, уште умираат, тоне све, сведе у
Оваа му се лигави, а паралелно смрдлата е доена со муши, оваа црта со гердот на муши, нема веза, уствари она ја раскажува цела прича што се деша у филмов и она на крај го остаа да мрзе, пошто има милиарда даски, она реша дека ќе стои на едната даска, овој ко глупу водата ќе стои и нешто ќе си изборат, на половаа сваќа дека е смрзат, го откачува, па и текнува што да прави, одма почне да се дере, зима, станува, значи тап, туп, свирчеста уста, свири, доаѓа брат, ја зима, се спасува, се враќа, раја 2 деца, таму 3 деца, 5 деца, раскаже, станува гадна стара баба, нема што да раскаже више, го вади гердава, тебе ја видите дека сум ја на вистина, иде таму го фрла гердава назад у море и чао. И цело кино се уби од плачење. И што срекна нова година. Кај да си за Крисмас дома да си, ке рече нашиот народ. На оваа тема екипата на вчерашни сними нова песна и спот за да ви ги честита празниците. Во продолжение, ексклузивно, премиерно, шокантно, неверојатно, најновиот хит со наслов Christmas Song. Подгответе си ги табаните за играње. Помина година, кредити невратени, сметките неплатени пак. Ке го поминам ли месецов пар? Во долгови до гуша сум јас. Иде живот се е исто, на 500 евра плата се уште си мислам. Бака не иде, пие на дупите. Не се дише, нема смисла. Смрди корне ко да сме на трисла. Куфери пакувам јас и си заминувам. Ке дојди живот за нас. Бегаш ти од местово некаде на поарно. Ке дојдиш ти на моено. Ке се вратиш ти за Крисмас. Ке се вратиш ти за Крисмас. Само ако ме ставите министер. Министри не клевам јас, не сум јас на власт. Ке се вратиш ти за Крисмас. Немој ланчо море на тебе да мислам. Ке се смени се, само трпение. Иде живот, ај не лажи. Иде живот, немој мене. Иде живот, не ме допити. Ке се вратиш ли за Крисмас? Само ако ме ставите министер. Министри не клевам јас, не сум Дедо Мраз. Таму секој ден е Крисмас. Те мамет море, секаде е исто. Ке се смени се, само трпение. Ке се вратиш ти за Крисмас. Дојдовме до почетокот на вчерашни, а и до почетокот на 2017-та. Можете да почнете со одбројување. Така и јеци. А вие, драги гледачи, каде и да сте вечерва, ви посакуваме убава ноќ. Посакајте си новогодишна желба, а ние од името на редакцијата на вчерашни ви посакуваме многу здравје и љубов. И секако, нека биде за сите поубава и повесела годината која доаѓа. Се гледаме следната година на 7 јануари. Тоа беа вчерашни новости. Сега сте чекор за сите. Среќна нова година и добро утро. Среќна нова година и од мене. Добро утро. Кредити невратени, сметките неплатени пак. Ке го поминам ли месецов пар? Во долгови до гуша сум јас. Ке се вратиш ли за Крисмас? Само ако ме ставите министер. Министри не клевам јас, не сум Дедо Мраз. Таму секој ден е Крисмас. Те мамет море, секаде е исто. Ке се смени се, само трпение. Ке се вратиш ти за Крисмас.